повеќе содржина во денешната порака на Калас од она што се очекуваше како некаква општа реафирмација на ставот на Кошта дека ЕУ стои зад Македонија, дека се потребно да се направат уставните измени. Сега веќе гледаме и некаква содржина во таа порака, односно дека ЕУ има некаков апетит да се вклучи малку поактивно во решавање на проблемот. Таа дури спомна дека се разговара за некакви механизми за деблокада без да открие кои се тие, но изгледа дека има некаков поголем или зголемен интерес за решавање на овој проблем од ЕУ, одошто само декларативна подршка за патот за евроинтеграциите на Македонија. Заедничка билатерална средба или мултилатерална во овој случај на маргините на самитот на НАТО во Хаг би била одличен почеток на разговорите. Но сепак тоа е само почеток. Бидејќи толку се диаметрално различни позициите на двете страни, толку изгледаат вкопани во своите ровови, треба да има промена на политичката волја за да има суштински напредок. Но појавувањето на ваква средба е добар сигнал дека двете страни се подготвени да наоѓаат решение на проблемот, што со самото тоа значи дека можеби двете страни индицираат некаква подготвеност за компромис, особено под покровителство на ЕУ и САД. Во очекување на тоа дали Бугарија ќе ја прифати средбата или ќе остане на својот тврд став, сметам дека е тоа добар сигнал за почеток на некаков напор за одблокирање на тие процеси. Има еден притисок од Европската унија заради геостратешките притисците, сака да го затвори овој регион што е можно побрзо. Македонија се уште има време да се качи на возот на кој се Албанија и Црна Гора, но тоа време брзо изминува. Мислам дека е ова последен напор да не стават во таа група, да не останеме во групата на Косово, Босна и Србија. Не сум сигурен дека ова сценарио за кое зборува нашите власти до сега, а тоа е гласање на уставните измени со одложено дејство, дека е баш тој вин-вин кој Бугарија би го прифатила, но секако желбата за разговор покажува дека има можеби некаков прозорец на можности за креативни идеи кои може да се појават на тие состаноци.